Вечното танго и музиката на Астор Пјацола секоја година во галеријата Кора за денот на влюбените и празникот на виното. Со години инспирира уметници од Македонија, но и од странство. Годинава со изложбата се одбележува и 100 годишнината од раѓањето на прославениот италијански композитор Астор Пјацола. На изложбата Вечното танго, освен 20 уметници од Македонија, учествуваат и уметници од Соединетите Американски држави, Германија, Чешка, Финска, Белгија, Канада, Украина и од Хрватска. Како твојата уметност го доживува тангото? Тангото искрено е еден многу интересен танц, пред се љубовен танц, така го доживувам јас. Се запознав со овој танц повеќе токму поради оваа изложба за Вечното танго која што се организира во галеријата Кора. Јас веќе 5 години учествувам традиционално на оваа изложба и секоја година сум одново инспирирана, иако темата секогаш не е иста тангото, јас секогаш имам нова инспирација за творештво и секогаш творам нови дела за овие изложби. Првенствено се изразувам во акварелот како моја омилена техника, која што всушност и доста одговара за прикажување на овој танц. Бидејќи овде прикажувам движење, брзина, сите нешто се случуваат брзо, се менуваат движењата, тука е љубовта, тука е страста, нешто посебно навистина. Како ја инспирира тангото твојата уметност? Јас верувам дека во животот не постои никакво движење без ритам. Тангото представува еден овековечен момент на тој ритам кој што представува зближување на две единки и кој што се раѓа една интима во тој процес каде што се доловува тој момент на тоа енергично представување на тој ритам од животот. Всушност, твоето танго се одвива во природата. Да. И таму постои танго. Како? Тоа постои се водам по идејата и визијата на виртуозот Астор Пјацола, на либерото танго, значи доловувањето на едно секојдневие, едно општество во моето изразување, значи раѓањето на интимо во танцот. Како тангото ја инспирира твојата уметност? Па се разбира како на ниво на музика пред се и како што велат поетите дека сакам стиховите да ми се толку совршени како што е музиката. Не може ништо да се одземе, ништо да се додаде. Па така еве и јас мислам дека овој мој дигитален колаж и поезија и музика истовремено и се трудев да биде нели совршен како и секој уметник кој што се стреми кон совршенство. Сега вие самите проценете колку е тоа точно, меѓутоа во тангото има една многу длабока, би рекол, меланхолична поезија и многу се радувам што годинава имаше многу други уметници што исто така го чувствуваат тангото на тој начин, можеби бидејќи најблизок на тоа е токму Астор Пјацола. Како тангото ја инспирира вашата уметност? Секоја година се одржува јубилејно на овој датум и секогаш сум заинтригирана да учествувам, затоа што како графичарка се занимавам со имплементација на графиката на текстилни уникати и моделите обично ги изложувам на оваа изложба, затоа што тангото нели како инспирација, како експресија, секогаш е дел од нешто што е внатрешно во самата уметност, во текстилот. Изложбата Вечното танго и Астор Пјацола е во Кора и ќе трае во наредните 10 дена.